Уставни измени нема да има. ВМРО ДПМН нема да го дозволи тоа. Нема веќе уценети политички структури кои за жал биле дел од партијата и исплашени од судски прогон ке гласат, како што беше случајот со Преспанскиот договор, порача лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Тој потенцираше дека уште кога го прифати францускиот предлог, власта создала проблем кој нема како да го реши. Според него, овој пратенички состав нема легитимитет да носи одлуки како уставните измени. Сега го префрлаа тежиштето на мај-јуни. Ево, јас ви велам дека тоа нема да се случи, нити во мај, нити во јуни, затоа што ние имаме принципиелен став од самиот почеток. Создадоа проблем кој што не можат да го решат, создадоа проблем кој што сите ние го имаме. И ако продолжат дополнително да го комплицираат, ќе се треснат сите во една мртва улица, но за жал тоа ќе биде еден огромен проблем за сите граѓани и за Македонија како држава. Околу изјавата на Жозеп Борел дека за преговарачката рамка не може да има преговори, Мицкоски кажа дека ги цени изјавите на европските дипломати и политичари, но дека станува збор за двостран процес. Пред да биде прифатен оној француски предлог според Мицкоски, требала да биде прашана и опозицијата и македонските граѓани, а не да биде прифатен таков предлог без дискусија со сите фактори во државата. Ова е двонасочна улица и треба да го знаете и нашето мислење и затоа сме подготвени да седиме и очи во очи да разговараме и да најдеме решение за проблемот кој што го создадоа овие политички криминалци на владата на ДУИ поддржана од СДСМ. ВМРО ДПМН не бега од разговори за еднината на македонскиот народ. Но доколку тема на тие разговори е отварање на уставот во овој состав на парламентот под овие околности, под бугарски диктат, нашиот одговор е јасен, силен и недвосмислен. Тоа нема да го прифатиме и тоа нема да се случи. И покрај противењето на опозицијата, но и на граѓаните, власта по секоја цена сака да ги протурка уставните измени, што сепак во моментов изгледа невозможно бидејќи ги немаат потребните 80 пратеници, инаку дури 80% од македонците, односно 65% од целата популација во државата се против уставни измени и внесување на бугарите во уставот, покажува истражувањето на Societas Civilis.